Почитувани слушатели, добро вечер, добро дојдовте во ова предпразнично издание на емисијата Шеш Беш. Голем поздрав од студиото на Радио Лидер 107,4 и оваа среда со вас во наредниве 60 минути ќе видиме ние екипата која што ја креира оваа емисија, екипата која што си има свое мислење демократско и која што си ги поддржува своите ставови. Голем поздрав до Јордан, до господин Димитар, кој што вечерва е посебно вака подготвен, спремен, има нова мајца со многу добар надпис и се разбира мојот ортак Јован Ване Петров, кој што време вечерва со нетрпение уште пред да почне емисијата чека да почне, вика Александре, толку теми има за разговор. Може да вели да тераме. Нема време, како си Ване добар? Одличен. Тоа е невидно. Ване, ја сега читам, да не станам како ни од Немој со многу. Читам, да. До која книга стигне? Кинески читам книги, кој знае што ќе се разберам. Мао Цетунг, немој ќе ми дојде наджилак овој. А па си кај мене. Слушај, кој што тргнал да иде по... Ама добро, се преориентира сега на нешто друго, по гробиштот. Беше на гробот на Тито, сега на гробот на Енвер Хоџа. Добро, тоа аджилак е. Значи, од денеска да викаме Аџи Димитар Апасиев. Еј, да му отидеш на гробот на... Димитар Аџи Апасиев. Да, Димитар Аџи Апасиев, да му отидеш на гробот на Енвер Хоџа, човече. Човекот што носи на душа 100.000 луѓе. Минимум. Човекот што 47 година јавно застана за политиката на Сталин. Единствена држава во светот во која што до 84 година имаше слики на Сталин во сите јавни овакви институции и се најде на Димитар Апасиев, кој што нели Аџи Димитар Апасиев, во денешниот момент Аџи Димитар Апасиев, кој што му отиде на гробот на овој. А знаеш ли што е уште вака поинтересна работа? Колку имаат некои одредени луѓе проблем со перцепцијата и како кај некои луѓе се појавуваат повеќе личности. Право. Една анализа вака, се не требаше за овој да збориме, мајде да почнеме вака да муавет интересен. Прво, Ване, човекот беше председател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Велес. Така. После се скара со еден таму функционер ВМРО-ски и рече заради тоа станав левичар. Добро, заради тоа си станал левичар. Океј. Отиде во шарената револуција, онаму се бореше за демократија, така? Демократски права режим беше. Плочи со така, ама и режим не, буткаше режим. Да, ама режимски онака буташе режим. Ово Енвер Хоџа не било режим, тоа на Тито не било режим, ме разбираш. Кај кај Тодор Живков ќе отиде сега у Бугарија, ако го дозволат да. Не знам колку само овакво имаше во овој изградено преку 17-18 000 бункери и повеќе бункери. Да. И уште поинтересна работа. Има една улица во Бутел, се вика Хошимин. Ја не знам како уште стои таа улица. Хошимин, знаеш, бил типот кој што бил, нели, главен на виетнамците и кој што... Слушнав за тоа дека дури таму го отворил, таму му е локалниот штаб му е таму. Штаб во Бутел, да, на левица. Браво. Му стои улицата. За него их пати у емисии сум кажал дека како професор го почитувал. Ама тука завршува почитувањето. Како професор? Па нека се врати, нека биде професор. Знае, помлада генерација знае како да настапи со студентите, онака лабав е, си бара знаење нормално, меѓутоа има разбирање за се и излегува во пресред на сите. Тука да немаш дилема околу. Тоа си право, нема збор. Човек од таква позиција да се симне на ниво на ова што го прави денеска со неговата девица, затоа што он ВМРО ДПМН го вика ДПМН, некогаш и без М, значи неговата девица, партијава. Левица, девица. И пази, демократот, нели он демократски се бори за демократија. Денеска, пред да дојдем во емисија, ти кажав, нели, по пат, го гледав на еден национален медиум и на новинарско прашање околу огненици. И изборите, дали ќе има редовни, дали предвремени, и ќе парафразирам сега малце негово излагање, вели овак. За жал, тоа е моја констатација, за жал, дали ќе имаме предвремени избори во Македонија, не зависи од никој друг, дури ни од ДПМН го потенцираше, кој од нив да зависи, нели од левица со други двајца пратеници, се зависи од ДУИ. Што е точно? Тоа не мора да ми го каже професор по нели на 20 години дуи прави избори во Македонија, за да го знаеме, меѓутоа даде една интересна анализа, имаше една интересна анализа каде што дури Али Ахмети го направи велемајстор
за водење политика, меѓутоа рече вика, сега вика, у овој период вика направи една грешка и веле мајсторот направи грешка. Требаше веднаш вика, да дојдам до поентата на мојавето, требаше веднаш кога се појави огнените, вика, требаше веднаш да ги исклучи од партија. Онака демократски, знаеш. Како што направи? Тука е мојавето, вика, и кај нас, вика, кај мене, пази, не кај нас, туку кај мене, тоа е од татко му имањето Левица. Добре, комунистите знаеш како размислуваат. Така, кај мене вика у партија исто така се случи, вика се појави една фракција, дури вика ние у нашиот статут на партијата имавме и фракционерство, меѓутоа кога видовме дека тоа така не иде, го укинавме и ги исклучивме. Да. У партија вика мора се да држиш под контрола. Добро утро, професоре. Па види. Сме зборели на факултет, сме се на таа тема сме се расправиле, доаѓало до жестоки дебати, каде што јас сум застапувал онаа дека треба да има хиерархија и таа хиерархија треба да се почитува секој оној. Може да има секој различно мислење у партијата. До моментот доносење на конечна одлука која што носи во ВОМР ДПМН, тоа е централниот и извршниот комитет, во другите партии не знам. Централниот одбор да само има. Така, до тој момент. После тоа се застапуваат партиските ставови донесени легитимно на конгрес, на централен, на извршен комитет. Било кој тело на партијата, кој што така е. Сега ти пази, од човек кој што се борел за демократија, кој што рушеше режим со со бекатон плочи мава по полициски службеници, палеа председателска канцеларија, крадеа јавно се закануваше дека ќе лежите сите во затвор, да. Сега се прави голем патриот, притоа заборава дека другите не забораваат. Не знам дали го гледаше, има Апасиев и Бетмен има учествува на една иста дебата на една телевизија. На Телма тоа многу давно така. Да, од позара, после 27 беше тоа случувањето, каде што експлицитно другарот Апасиев, Аџи Апасиев се извинувам, другарот Аџи Апасиев експлицитно го гледаш очи на Бетмен, му рече, вие има да се лежите за рушење на уставен поредок, државен поредок, рушење на држава. Така. Баш така му рече. При тоа никако да го спомне сега, нели, најновото, најтазето од апелација, каде што комплетната пресуда од кривичен суд падна у вода за организаторите. Па го нема ни да бекне ни за Бехтел, не? Па нема одговара најверојатно. Не, денеска збореше и за тоа, денеска нешто каже и за тоа емисија. Сега да се вратиме на темата. Доволно е за не, само што ти кажам нешто што ме чуди. Една многу интересна теза има, вика, која е целта на политичка партија да освои власт, така? Со својата програма се детирава. Да владее. Значи, левица тежно е да владее искористувајќи приказната на еднакво општество, нели, комунизмот. Едно општество. Да беше Димитрие, да беше добар комунизмот, немаше да се распадне. Да се распадне, така е. И немој да продаваш, како вика тат за тит, бидејќи вакви фолиранти ние во Скопје одамна знаеме. 15 пратеници, дај Боже да имаш, но ако парламентот има 410 пратеника, може би има 15. Или 517. 517. Ајде, Ване, повели, пукај, ти си спремен, знам, те гледам цела нема тоа, што има да се пука груби, не ти се верува. Те гледам секој втор ден одиш полиција, се крстиш, викам човеков или е многу поважен, или не му се верува што го слуша. Не ми се верува тоа што го слуша. Сум поважен, но не до толку за да се крстам по улица. Види, Артан Груби. Последно сега знаеш како почна да го викат по улица Ничершиева? Како? Артан Асфалтот. Координаторот за коридор 8 и коридор 10. Координатор на координаторите. Координатор на ништо, координатор за парите. Да повторим уште една, значи не се милиарда и 300 милиона евра, тука се 300 милиона плюс за експроприација на земјиште и плюс пеналите кои што не сакајќи денес, не знам дали го слушаше оној што излегуваше на пресови пред штабот на ВМРО ДПМН, како се викаше оној Каевски. Симпатијата на Наум Стилковски. Денеска на пресконференција прв пат дојде у конфликт со изјавите на Артан Груби, Артан Асфалтот, кажа договорот
подпишан помеѓу приватната компанија Бехтеленка и Како владата. може вакво име Бехтеленка да Тоа се две компании, едната е американска, другата е турска. Тоа е конзорциум. да искрстиш јазик, Бехтеленка. И веле овака вика, ќе биде даден сега, дали ќе одадат, познавајќи ги овие од СДС, тешко дека ќе биде даден договорот, меѓутоа договорот полека излегува во јавност. Да. Ќе биде даден увид и граѓаните на Република Македонија и пратениците ќе го имаат увид и ќе видат дека нема ништо спорно, меѓутоа кажа дека е точно тоа за пеналите што сакаше Артан некако да го изврти заедно со Димитар. Прес го збореше ова Каевски? Да. Артан Грубо имал денес Ова нема у Белграду. Така? 360 се пренесува, значи некој што го викнал во Чварски, Бектеши, еден куп луѓе поврзани за тоа. И вика, првиот прашање одговори беше околу ставот на владините представници дека државата нема да го даде договорот со Бехтел и Енка на јавноста, односно дека тој има степен на класифицирана информација. Целиот текст на таа тема се водел првиот дел од пресконференцијата. Вика, се отворило второ, сега да те брифирам што збориле, значи ова збори Каевски едно, ова збори друго во историја. Затоа ти реков дека прв пат влезе у конфликт со така, на пресконференција со Артан. Камера имаше филм еден. Така. Вика, дали е точно, како што тврди опозицијата, дека земјата ќе плаќа пенали од 52 милиони евра, како например, ако например не го смени законот за работни односи. Каде што вика дека треба плюс, нели, од 40 на 60 часа да се оди за на работниците. Ја има англиската верзија на законот, Александар, и можам да ти кажам дека тоа го пишува у договорот, го пишува тоа. И пази 53 милиона евра еднократно. Доколку во рок, пази, доколку во рок од 45 дена владата него смени законот за работа. Чекай се, сакаш да ми кажеш ти дека во рок од 45 дена државата не го смени законот. Бехтел и Енка одредува правила на владата и кажува што да прави. Точно така. Ама тоа владата го потпишала. И го прифаќа. Го прифатила комплет. Значи 53 милиона евра еднократно. Значи тоа се исплаќа 46-тиот ден од потпишувањето на договорот, доколку нели не го сменат законот за работни односи, односно не воведат 60 работни час и работна недела. Затоа што претходникот на Димитар Ковачевски Ќурка донесе закон со кој што неделите ги прогласи за неработни. Тука нели имаше пак проблеми со туристичките места како Охрид, како Дојран, како Преспа, Маврово и ред други. И тие што треба да работат се не работат, не работат, тие што не треба да работат, не работат. Обратно дај. Така е, така, баш така. И сега тука меѓутоа тука не завршува македонската голгота. 53 милиона треба да исплатат 46 ден, доколку ти реков не се промени. 46 дена. 45 дена, значи 46 ден. Мони треба да исплатат еднократно 53 милиона. Меѓутоа ова треба да се смени законот за работен однос, а самата процедура за него е неколку месеци. Така е. Да се направи, да некој не турка да плаќаме пенали. Друга работа, има уште за плаќање, значи не се овие 53 милиона. Чека да отворам тефтерот, да ги собирам. Имаш 1.300.000 евра исто пенали, доколку пак не се смени законот, секој месец 1.300.000 евра пенали за истата работа, плюс 900.000 евра. Тоа се не околу 2.200.000 евра месечно. Во рок, секој месец во рок од 5 години. Пази, која е најголемата како може класифицирана и што ова да ти го докажам и ќе ти кажам и за класифицираните. Нале тоа, вели, доколку не го смените законот, ние ќе работиме. Вие на нас ќе ни плаќате, меѓутоа, договорот нема да го испочитуваме, односно автопатиштата нема да бидат направени за 5, туку ќе бидат направени за 7 или 8 години. Односно, со други зборови на СДС, автопатиштата во Македонија додека СДС на власт нема да бидат ниту почнати. Како и до сега никогаш. Али пова до сега што ми кажа, уште поише сум зборец од цела Африка, значи. И сега они ти кажуваат на тебе дека Коридор 8 и Коридор 10D ќе коштат милиарди и 300 милиона.
кај са 300 милиона експроприација на земјиште? 300 милиона. Да. Маша 300 Аллах. милиона евра имаат предвидено за експроприација на земјиште, при тоа морам да ти напомнам дека трасата не се знае кај ќе поминува, односно ја знаат само они, затоа што нема нити идејно решение, нити финален проект за отпочнување на изградба. Ово испаѓа како двајца си правиле муавеци, запишувале од тај договор ги направиме. Шеф Блага Бочварски денеска наиста што бил брифинг, не знам таму. Добро. На крај призна дека соопштениот рок и цена се со предпоставени сменети закона. Тоа во пракса значи дека владата и преговарала и договорила договор и врз основа на постоечки законски норми во тој момент. Господе Боже. Господе Боже, не ми се верува. Значи, тоа значи дека договорот всушност бил испреговаран врз основа на непостоечки законски одредби кои власта се обидува да ги вметне сега преку измени на законот за работни односи. Човече, што неуставна категорија, значи нема правна издржаност овој договор. Подпишува договор на закони кои што доправа треба да се донесат. Дали ќе се донесат? Ване, ја и ти си ево со овој двајца дечки што се со нас, значи ние сме даночни врзници, плаќаме данок на така, така. И ја треба да знам транспарентно, тоа е согласно закон, устав, каде моите пари одат, така? Класифицирани информации, такви работи се работи за безбедност на држава, така, војна тајна, АНБ и војно разузнавање, така, сите тие, значи така. како е. Што е овде, зашто е класифицирано, од која причина? Што е причината да се Така сакале фирмите изведувачи. Ма добро, владата е таа што треба да им диктира услови, не они на нив. Има Значи, тука... ова беше тендер некој? Не, Или директен договор договор? у 4 очи. Па не е ова договор. Истото ова истиот овој конзорциум. Договор 4 очи. Да, има направено, го има направено автопатот во Косово. Има работено во Хрватска, каде што беше 16 милиарди, мислам дека беше. Така. Меѓутоа, по сугестија на Европска унија, односно не сугестија, огромен притисок, а владата во Хрватска распиша меѓународен тендер на кој што се пријавија повеќе фирми и тие не учествува на, може да замислиш, овој конзорциум не учествуваше на тој тендер. Како не Па учествува? знае дека нема да го добие. Покрај тоа, дали знаеш дека они со овој договор се ослободени од плаќање акциза за гориво? Дали го знаеш? Тоа ослободени од даночни стапки сите тие останати работи. Се е на нула. Се е на нула. Кога доаѓа странски инвеститор кој користи твои пари, дека треба да си ги плати даноците. Што викаат во Америка, две работи мора да ги направиш. Да умреш и да платиш И да данок. платиш данок, не, прво данок ќе платиш пак умреш. Па нормално да. Трета работа. Покојникот све најволе како викаат. Се ги возил милион пати овие сега што ги имаме магистрални автопатишта. Патот Прилеп Битола Да. е рамница. Да. Така? Да. Патот Прилеп Битола е трасиран. Да, има и купена е земјата, мислам дека и лево и десно. Значи покрај патот прво, второ, патот Гостивар Тетово автопатот. Да, и тој е трасиран, да. Знаеш кај е најлошата делница само? Каде? Гостивар Кичево. Тука има пробивање на тунели, меѓутоа имаше една анализа. Така ќе се избегнува стража, доле Па ќе се... да. Најтежок дел е као тој дел. Гостивар Кичо. Меѓутоа имаше една добра анализа од, не знам како се викаше, беше Гостин, еден аналитичар што од NGO некои организации, не знам, го заборив како се вика, небитно. Вика, ја ќе поставам, вика, прашање, дали е потребно да се градат овие автопатишта? Наместо да се да се поправат, Да се реставрираат. да, Така? да се прават автопатишта. Еве сега протокот Тебе на вани 1000 километри направи како сега не се за прават. 1300 километра, па сега за овие 110 и па коридор 8, коридор нема у Белграду. 110 километри пат. Направи споредба човекот 110, а колку коштаат, викаш? па Милиарди 300? преку 2 милиарди, бе. Како милиарди 300, милиарди 600 е стартно, без да почна да работат. Они провизорно го направиле. Милиарди 300 основни средства, милиона, Чекај, бе, плюс 300 милиона за експроприација на земјиште. Колку има да е километар? 20 Не милиони до евра. околу 17-18 до 20 милиона евра километар. Километар. А за истата Егиди. со градење на мостови,
со пробивање на тунели. Автопат од Смоквица Гевгелија Така. коштал 6,5 милиона евро километар. Ти кажувам со градење на мостови, со пробивање на Како тунели. мостови со ние тунели низ Карпи што го кршеа. 6,5 милиона евро. Така. Од 17 до 22 милиона ќе кошта километар автопат. Машала. Добро, овој специјални е Артан Нежни дека Арта на асфалт. Артан Асфалт, пардон, дека многу брзо ќе се смени приказнава и дека нема да има кој да го штити утре или ќе фати Џом негде, ќе се пријави во холандска амбасада пак дека е нели репресиран и така Ама натаму. па нели ја затворија таа жолтата куќа веќе или не е затворена? Појма не, ќе прашаме кога ќе видиме. Мајстор Артан. Жолтата куќа нели он таму што работеше он таму беше преведувач. Преведувал, да. Да, од граница преведувал органи. Значи, страшна работа е. Страшна Во работа. парламентов лудило се случува това. Се И случува. никој не реагира на тоа, значи пратеникот Александар Николовски од ВМРО до детали им го објасни, им ја објасни целата приказна на телевизија кога гледавме на емисија. Да. И овие се спиркаат, ништо се тераат, се продолжуваат. Не, они си види. Мене беше, и што е најперверзно у целата ситуација. Законот за измена и дополнување на законот за работни односи не го предложи владата. Ги наместија пратениците. Значи се кријат позади пратеници. Не беше предлог на влада. Она што помина со 67. Тоа е Морачани што гласаше. Она гласаше против. А 61-иот кој е? Да, ама 61, не знам, она гласаше против. Против, сигурно против глас. Меѓутоа она направи форум за да имат вакво Така нешто беше. да можат да го донесат потребата од донесување на тој закон. Сега отиде на комисијска расправа, тука е борбата, пак имаме амандманска расправа и 45 дена ќе летнат овака. Ќе отидат. Ќе отидат 45 дена, знаеш колку брзо идат? Многу. А види, Ване, една работа вака ме интересира поврзано исто со автопатишта. Покрај секој автопат, нели, потребно е, може би по случај, не сум случајен, нели, потребно има одредена инфраструктура, нели, потребно е да има, например, атмосферска канализација. Точно. Кој сме кај канализациите, брат, да ти кажеме на работа дека сме постигнале целта. Деновиве сите оние кои што во претходниот период криеа ги покажуваа, добија народба од горското началство на Социјалдемократскиот сојуз да удат. Нема горско началство. Така сега. Подрумско еве, гледаш кај држат овако, у подруми држат митинзи. И да знаеш дека главни звезди сме му на едно детенце кое што често знае да шета по канализациите во Прилеп. Рубинчо да го поздрави. Рубинчо, многу те поздравам. Продолжи како што си тргнал. Те молам, немој да сакаме. Само да пишуваш што поише за нас, да се занимаваш со нас. Што повеќе. Ноќна мора да ти бидам секоја вечер да ме сонуваш, брат. Ако може. Тоа е знак дека сме гледани и слушани, ако ништо повеќе баре. Ако ништо повеќе. Секој вечер да ме сонуваш. Да. Дај Господ секој вечер да ме сонуваш. Се вратиме малце на скопските, на нормалните скопски проблеми. Ти немаш проблеми, ти си од Чаир, ти не си у Скопје, не си Скопјани. Јас сум во Зиска дол на Скопје. Да. Таму живеам. Скопјани имаат многу проблеми, пак знаеш дека пак пропадна тендерот со приватните превозници. А што очекуваше ти? Па очекува по најмала рака тендерот да биде поедноставен. Не бе. И веќе луѓево да не чекаат по сати 40 минути, сати 45 минути автобус. А знаеш дека и 3 фирми уште чекаат до денеска плата им касни? Улици, патишта, комунална хигиена и уште една, каде што не е продолжен договорот на директорите, од одредената група им го продолжиле денеска наводно, ама им доцнеа наводно, така викаат сега. Тоа одводно. Наводно. Наводно, ама дека им доцни платата. Сега кога сме кај продолжувањето на договорите, мора да ти кажеме на работа. Не има нов директор, да знаеш, водовод ред. Знам. Меѓутоа треба и друго да знаеш. Рекордот кој што го држеше до денеска Оливер Андоновски. Така? За министер кој што имал функционер. Сега е министер кој што имал кој што бил најмалку на министерска позиција, колку беше, не беше ни 24 сата. Денеска му беше струшен.
Даниел од Савајле околу 11 сатот назначи директор на Скопски паркинси. Така? У 2 сат го разреши, назначи нов. Него појма, него. Да. 3 сати бил директор човек. Да. А кој е тој? Ќе мора да го научиме, значи ќе мора некоја медалја да му даеме на човек. И 3 сати. Цели 3 сати. Ја мислам дека нема ни отидено до канцеларија. Не ни знае кај му е канцеларијата. Ама бил директор 3 сати. Стои у CV-то. Така бил. Да. Инаку ова што ти го кажував, сега прочитав информација пред малце дека во 3 јавни предпријатија веќе доцнат платите, нов директор во Водовод Скопје. Така? На улиците ништо ново нема. Она кај Александар Палас таму е страшно како изгледа сега. Ама затоа Теодосије Гологанов е капа. И пази, типкава искачи минатата недела и вика ова е мој проект, нели, кој што ќе се заврши за 6 месеци од сега. Прво проектот што е за Војна Кристината го почна беше изгласан во време на Коце Треновски, а почна да го гради Петр Шлегов. Кучката кај Александар Палас. Да, знам, да. И тоа некај систина кај што си да, така. Да, и фино лепо ова пред 3-4 дена на пресконференција се искаче вика мојот проект кој што јас го почнав и го правам ќе заврши за најмалце 6 месеци, а Петри Шлегов рече за 2,5 години. Еве 5-та година од кога е почнато. 5 години, да се прави. 5 години, 6, значи уште 6 години. Да, математикава нивно многу чудна ја, ама толку е. Кога сме веќе кај пари патишта, не знам дали знаеш, повеќе од јас настанува дека Даниела Арсовска е во многу блиски односи врски, политички, да не ме разбере некој погрешно, со Артан Груби и Дуи. Зошто? 6 милиони евра и испорача Артан Груби минатата недела на Даниела Арсовска за правење на качанечки пат. Тоа е колку, нема ни 2 км. Нема ни 2 км, тоа е од Кучката баш ова. Знам кај е. До Словенечко улица Так. И веќе им ти што викаш рамница, инфраструктура има направена, експроприација направена, во близина живеам, знам. Ама мислам дека и у времето на уште Петре Шилегов кога беше градоначалник, тој пат почне да се прави, знам една коловозна лента беше и затворена там. Нешто копа, гребе асфалт, асфалтира. Сега 6000 сега за дали тие 6 милиона се прича дека Данела и официјално коалицира со Дуи, мислам не ме ни чуди, ама ме чуди па како игра и со двете екипи. Во минатата недела ден кога го дознавме дека 6 милиони евра одат кај Данела Арсовска од Артан Групи за правење на качанечки пат, истиот тој ден Данела беше во парк во Чаир со градоначалникот на Чаир. Го заборавам се, многу ми е безличен човеков. Пошто покрај Меджити не може друг градоначалник таму да ти секаше ли како се. Да, не е ни важно толку, штом ти не го знаеш, не е важно. Не е важно што. А што се вика, си го гласал. Си го гласал. Не го гласал, го гласаше министерот сега за што беше министерот за здравство, да. Мој Ваня кога го гласаме од 2005 година. Сега кога живееш у Чаир, кога живееш, тоа ти е што да ти кажам. И отвораат мега парк у Чаир со Данела, значи истиот ден и со огнените и со водените. Како ќе водените вие? Кога сме чека огнениве, дечко е официјално фракција. Искочија, почува ставови да види, официјално фракција, мислам, тоа е најава за формирање на нов политички субјект на македонската политичка сцена. Тога да не се лажеме, нели? Го зборевме преска тоа и Аџи Димче што го кажа. И тука можеме да се согласиме со него. Дефинитивно и де факто и де јуре они се спремаат да си направат политичка партија, да се излезат на избори и да си го победат Артан Груби онака гладко, затоа што ти ги знаеш повеќе ситуациите околу тој дел таму албанското гласачко тело, Чаир, Сарај. Да, со овие потези што ги прави Артан Груби што толку ги оддалечува гласачите на Дуи и ги привлекува кон најдобра реклама им на огнените. Да, се обидуваат сега нешто да им пуштат, па биле врзани со подземјето, а цело Дуи е подземје. Чекај, кој бил врзан со подземје? Огнените. Артан Груби е светец. Чекај, сакаш да ми кажеш дека Дуи обвинува некој во своите редови дека поврзан со подземје? Да, Артан Груби. Артан Груби тоа го знам. Ово нема у Белград. Ако беше вика од Битола, ќе го вика. Ако беше од Битола, ќе го вика. Артан Груби обвинува некој дека има врски со подземјето. Да. И ова е добро, ми го направи велик на фудбал. Ептен. Свети Артан пречесен. Колку повеќе излегува на пресуди, толку повеќе
Па Јужив песок, пропа Јужив песок, човек. Ле. Врски со подземјето, Да. збори човекот кој што прави превара од 2 милиарди евра и кој што ги крие класифицираните документи. И успат од министер за, како беше, за политички системи и односи со заедниците, помеѓу заедниците. Така. Станува прв вице-премиер, односно премиер на Македонија и успат ја прибира агенција за млади и спорт која што има буџетот околу 200-300 милиона евра на годишно ниво, нели? Тоа не требаше затвор да оди нешто, нели кривично? Абе ја прибра агенцијата кај него. Како кај него? Кај него е, под негова команда е агенцијата за млади и спорт, инаку ако не си знае. Сега ќе види, сега у јуни месец ќе видиш колку ќе има циркузи околу тоа за кој ќе се делат средства на Воучерите, да. воучерите на спортските клубови. Што мислиш кој клуб ќе добие најше, ја знам. Кој е негов клуб за тоа ти кажувам. Шверцери сигурно нема да добие. ФК Шкупи и КК Шкупи, да се кладиме дека Сигурно. ќе имаат ваучер кој што ќе биде класифициран и не сме да знаат колку пари им колку пари, да, гла. И не сме да се знае тоа. Не сме тоа. Мене живо ме интересира да се вратиме само уште малку. Димо ќе не тепа, вика реклами треба да Само уште ова Диме и одма идеме на реклами. Диме е нешто мало и убаво, не Димо. Живо ме интересира кој се дрзнал да направи таква класификација на договор од јавен интерес, човек. Тоа е договор од јавен интерес. Кој се дрзнал у влада или не знам Маричич, и тоа денеска го слушнав Диме и завршувам од Аджи Диме го слушнав. Маричич вика влезе у политика затоа што беше слаб студент и најголем дострел вика се обиде и во да биде на факултет, да стане професор, меѓутоа дојде вика до демонстратор, виде дека него бива и се префрли во НГО и од тука, нели, како напредуваше со крупни чекори напред. Крупни, Маричич. Беше слаб. Тогаш со крупни, сега е со ситнички. Па не го памтам кога беше слаб. Дима пушти некоја реклама. Да се објасниме за Дане, со Данела. Со Ване за Данела и за Маричич колку бил слаб. Според мојот часовник е 20 часот 39 минути и 47 секунди. Текна на времето, точно време кога ќе заврши. Точно време. И Бранка Станковска таму. На следниот тон ќе биде. А кога сме кај следниот тон, ја не можам уште да си давно се што ми кажа за ова што правил мистер Артон. Ама има една исто интересна работа која што денеска се случува. Работна група за уставни измени, така се вика. Тоа ми е најновата пародија од Македонија што тоа ми е слабост. Значи тоа ми е слабост. Пази, така, прават работна група, нели повика експерти од областта на правото, не ни се одзваа. Така? Единствено се чудам како онаа Цаца Николовска, како беше онаа судиката у Страсбург што беше? Да, Цаца. Она прифати и се чудам на умот како може да го брани, како може да застапува теза и да брани вакво нешто. Она сестра и ковида што ни го донесе. Па од скијањето од Италија. Од Италија да. И што не никаква одговорност не понесе. Така. Цапа, од централен одбор именува понекогаш судикава. За отварање на устав има 3 чекори. Првиот чекор собрание, двотретинско мнозинство, односно 80 пратеника, кој што ќе изгласа потреба од отварање на уставот. Да. После треба да се разговара зашто. Откако ќе се направи тој чекор, откако ќе се изгласа, под предпоставка да се изгласа со 80 пратеници, така, доаѓа вториот чекор. Вториот чекор се прави комисија, собраниска комисија за уставни измени, така, која што работно тело, кое што работи на амандманите, бидејќи нашиот устав се менја со амандмани. Минувањето на било што во уставот, дали е тоа преамбулата, дали е вториот дел, е со амандмани. Значи, се прави таа комисија од пратениците, доколку некаде запнат, доколку немаат доволно познавање, а нели, у собрание нормално дека секој не може да има познавање од правото затоа што има и лекари, и машински инженери, и овакви, онакви, секој од сите профили има луѓе. Тогаш за жалба правос. Тогаш бараат од председателот на собрание да повика тим од експерти кои што ќе се вклучат во таа работна група. Така. Ќе ги напишат амандманите, ќе ја помине целата собраниска процедура
и ќе дојде повторно на гласање. Повторно за амандманите со 61 пратеник се гласа и на крај за усвојување на измена и дополнување на уставот се гласа со 80 пратеници. Добро, еве се собрана група. Види, како ќе направат? сега ќе ти кажам, мислам кој е моето гледиште на ова. Они со сила сакат да почнат постапка за измена на устав. И да притиснат странци после опозицијата да ги натерат да влезат. Не само што ќе не да ја притиснат опозицијата. Не мора сега да ја притискат опозицијата. Наредната власт која ќе дојде после избори. Така? Мора да ги продолжи тие уставни измени. У случајов не мора затоа што не е изгласана потреба од менење на устав. Така. However, него постои уште повисок еден демократски чин наменување на устав, тоа сика референдум, така во многу држави во светот. Одредени уставни. Кај нас е овака регулирано. Ама може со референдум, така. Ако се донесе може да парламентот се рече. Ама че зошто да трошат пари на референдум, кога наместо да ги потрошат тие пари да ги фрлат за пак ќе се нели како? Кој што беше референдумот за името, нели? Излегува, ама од тие немаше 50 плюс 1, меѓутоа тие што гласа 90% гласа за промена на името. 670.000 што излегува, така? Што бойкотираат другите сите како? Ама 300.000 не излегува. До 900.000, така? Да, не излегува, брат, милион не излегува. Не, ама им фале уште 300.000, не им фале 2.000. Иначе според гласачки список милиони 300 не излегува, луѓе 6.000 излегува, така, милиони 300 не излегува. Ама они ги да не се навраќам што кажа Али Амети за тоа малцинство и мнозинство. Да. Тоа му беше, мислам дека они немаат изгласано потреба за измени на устав, а формираат работни групи. И дали уште ова, само ќе се вратам уште еднаш пред работнава група, сега нешто прочитав нова информација. Бехтел и Енка платиле за свеченоста по повод почетокот на градежните работи. Машала. Мајцата ме купиле нартам. Машала. За коридор 8. Мене тоа 8. Знаеш кој се работнава група вака од прилика Од прилика, па е. Темелко, преска ми ја покажа сликата, можеш да ја покажеш ако имаш негде на Темелко сликата. Темелко, оној од партија на пензионерите, прави уставни измени. Секретарот на собранието Цветанка, како си каже? Десковска, како не? Она што беше пратеничка од Струмица, ако за неа мислиме. Цветанка, а плава? Да, бе. Не плава. Професорка е направен факултет, бе? Десковска. Рената. Па не е, она секретар на собрание. А што е? Не бе, Цветанка е секретар на собрание, пратеничка една цада само. Што беше? Па не знам. Така, да. Десковска е, овој Темелко, оној Филџан што го вика, ти текно што ги маваше што ги маваше тој замисли тој у работна група. И сега ако некој случајно му се спротистави, што работната група со шлемови, брат? И со панцири, со се. Види, ама интересно и работната група е интересна. Значи имаат сите. Како не ја што ми ги кажа. Од цела Мајко мила. Работната група е составена од предлози од позицијата. Така? Мнозинството и од Кепендаровски има делегирано еден. Нема што е заправо алтернатива нема не делегираше свој член. Алтернатива не делегираше свој член. Алтернатива и Беса. Не Беса се предомисли, Беса рече ние ќе учествуваме, ќе делегираме наш член, кој ќе дојде амандманот за бришење на 20%. Добро. Тоа што и алтернатива ќе учествува, тоа сигурно. Во тој дел меѓутоа ова приказнава што им е со кој што сака Бог да чува. Значи не е ни случајно поврзани со овие приказни, знаеш, работна група за уставни измени, договоров овој кој што го прават од цела оваа приказна. Мислам дека се опаника веќе страшно голема, дека не знаат кај тераат. Меѓутоа не знаат кај тераат и друга работа е овој министерот за економија. Нели ги замрзна цените на производите, на земјоделските производи, дел на овошни. Пак ги одмрзна, сега пак ги качи цените. Не знам дали знаеш. 95 денари доматата. До максимум 95 дена. Прескако читав Милосављевиќ од Алфа телевизија. Добро. Човекот многу интересна сторија на Facebook да раскажува, вика отидов, вика 3 дена барам краставици.
во пилјарите 3 дена, нема и преска ми доаѓа една од продавачките као пријателка ми вика, бе има краставици, ама 150 денари се вика, ако сакаш. Има, ама нема. Ти донесеме вика 150 денари за краставици, човече. Кога сме кај ценици. Да, до душе се научивме малце, нели се малци помадарство. Краставици, ама ајде, април може да седат краставици, зимно време не, ама човече, да ти бидат поскапи домашните производи од јужно овој, речемо, од ананас. Не, нема, види сега за волја на истината, ние у моментов немаме наше домашно производство. Има, малце. Сега периодов почнува да излегува малку. Ево, овие зборам под фондове што се. Па да, ама тоа е многу малку, него задоволува. За извоз поголем. Него задоволува пазарот, нашиот пазар него. Кога сме кај цените, ја денес онака си седам и си викам дали е подобро, не знам, ќе бараме од тебе еден совет, дали е подобро да земам 3 кила јагнешко или да се отидам картам за тие 3 кила јагнешко да си купам 20 квадрата државно земјиште. Да, бе, за цело јагне ќе добиеме фудбалско игралиште, брат. Фудбалско игралиште и со фотоволтаици. Ама после си викам, за тоа па треба да бидеш нели жена па на Димитар Ковачевски. Му ја слушнали изјавата да купува државно земјиште за 70 денара, која што и го дава Артан Груви, ја слушнали неговата изјава одбраната него. Дека не бил на седница? Ја вика, не бев на таа седница на влада, вика, тоа не е судар на интерес. Ама што очекуваш од човек кој што дипломираше на Кембридж во Црна Гора? Па Кембридж од Црна Гора, нели знаеш, па не ти? Не бе, не сум знаел. Па просветли ме малку, бе, бичикли. Просветли ме. Пофали овој Димитар Ковачевски душата во успеа Мило Џукановиќ да го бутне после 32 години на Мило падна. Што премиер, што председател. Замисли се некоја од следниве средби, мистер Стела Пендаровски, кој ќе се сретне со премиер, со председателот на Монтенегро, и на таа средба да биде, нали, прајм министерот на Норта Македонија, како викаат, според нив окупацијскава влада, како ќе погледне во очи или нема гајлета, мислиш, опериране? Не, мој молим. И дури ќе му се смее. Да. Дури ќе се смее. А Стево ќе му рече, кај си бе срцка. Кај си бе срцка. Ка Бојко Борисов, Бојко Борисов. Срц, кај си бе срц. Срц. И викаш 20 квадрати, па не е страшно што. За 3 кила месо ти зборам сега, не зборам за него. Месо е месо, брат, сега. Тога кога сме кај месо, месо е месо. Месо е месо, само 20 квадрати се 20 квадрати, брат. Кога сме кај околу уставните измени, цени, што за цените сакаш? Кажи. Не сакам да кажам. Кажи, не се срами, кажи. 300 типов фрла. Мислиш 2 милиарди, ова му за колку, за 70 денари купува. 70 денара квадратен. Метар квадратен, а трикафта денеска како си трикафта, ова лекот пак го нема денеска на 4 луѓе, да. Она е убиство, она треба да одговара некој за убиство. Што одговара, ја мислам дека треба министерот за не правам популизам политички, она е гревата и срамота, она е недозволиво да се случува во некоја држава, она е катастрофа, мислам. Убитово. Да. Умираат 2 дечиња. Да. Пази, второто бебенце и даваат инекција за стимулација за пораѓање и ја пуштаат дома. Бог да чувам. И знаеш што е најголемото достигнување? Директорот од морални причини си даде оставка. А одговорност нема. Нема никаква одговорност. Ќе ти кажам, знаеш, сега ми текне. Мислам, тоа е страшна работа. Многу блиска наша семејна пријателка, има детенце, сега веќе во пубертет влеце на детенцето, кој што имаше како бебе страшни здравствени срцеви проблеми. Така? И му беше направена операција во Лондон во една клиника и детето здраво живо, како што треба, меѓутоа периодов почна пак да му се појавуваат истите компликации. Нема да веруваш, болницата од Лондон ги донесе сите релевантни документи, ги прати во нашиот фонд во Министерството за здравство, дека треба таму да се направи повторно операцијата. И не ја прифатија, нормално дека не ја прифатија. Зашто не ја прифаќате? На тоа што викаат, не ја прифаќаме ние оваа приказна која што вие кажувате. Добро. Детето ваше треба да се оперира во Жан Митрев во моментов каде што се случува една страшна афера на со Жан Митрев со сите тие работи, значи го наведува, вика таму ќе се оперира детето, таму мора да се направи таа операција. Знаеш што напри жена која што беше добро ситуирана овдека во Македонија, собствена фабрика имаше за производство на сточна храна, така многу добро ситуирана. Продаде се и се отиде во Англија. Отиде во Малта. Женава
се пријави, работи во Малта, бидејќи во Малта законот ти дозволува од таму да си го прати детето на операција во Лондон. Не, еден пример сега ми текна недалава се случуваше, значи ситуирана жена. И пазите зборува ти дека вика- зошто младите си силувале, 80% добро ситуирани луѓе си силуваат од Македонија. Што ќе прават овде, да некој ќе треба клуча да се почеричка. Не му е за дали е платата овакава или онакава, или системот не функционира кај нас. Ма не функционира, ја. И Правото не функционира кај нас, судовите не функционираат кај нас, ништо не функционира. И овие дујашиве кои што секогаш спијат на таа карта дека ќе дојдат иселениците ќе гласаат за нас, овој пат многу лошо ќе поминат на избори. Затоа што една цела огромна генерација на млади албанци, пријатели мои кои што ги знам, интелектуалци, кои што ја напуштија држава, ама никој не може да ги натера да се вратат да гласат за некого овде, дека не ги интересира тоа веќе, повеќе. Еве, впрочем, тоа им се случи во Кичево каде на Мускули цело дуј отиде, цела влада цела отиде комплет во Тетово што не ветија, еве колата ти е лошо паркирана електрична, да знаеш од Тетово. Ама дека такво напуначот е стајано, бе, за тоа. И што им се деси? Примети ли каков пат на гласови има во Страшен, во страшен, Тетово? страшен. Ама Јас не не само знам- тето, сегде гледа. Ја не знам како ќе се брка цензус на претседателски избори со овој изварен закон. Не И верувам дека 40% е многу кај нас. да не верувам Многу е. дека на таа приказна дека има повеќе од милион гласачи во Република Македонија во моментов. Гласачи, зборам, луѓе што гласаат. А од тие милион колку излегуваат на гласање? Пола негде. Да си И жив и здрав. Ова е страшно што се случува. За уставните измени малку да се вратиме. Да, повеќе. Мене ме чуди само една работа, зашто толку форсираат. Дали у влада, не знам кај Пендаровски, не знам кај. Добро, има ли некој да им рече, луѓе, чекајте бе. Чекајте да видиме што ќе се случи у Бугарија. Не може да изберат председател на собрание, значи не може да формираат влада. Они повторни избори ќе имаат у септември. Влада пробува да формираат за не може да председател собрание. Ја председател, тоа ти велам. Значи не може председател на собрание не може да изберат. Значи Па хер Бојко. мислам дека 99,9% септември имаат нови избори. Но имаат сигурно избори. Значи Која е потребата со кого ќе еве предпоставка да ги да се направат уставните измени? Со кого, со која, па немаат политичка влада во Бугарија. Ќе разговараш од таа Со страна. кого ќе седнеш да разговараш? Нема мандат владата ни на техничка е рада, назначува. Ама тоа не е политичка Нема влада, бе, Александар. Тоа не е. Нели? Тоа не е политичка влада. Тоа не е како може да биде политичка влада таква приказна. Ама во право се, значи туркаат нешто што Зашто во моментов нема апсолутно никаква потреба? нити расположение, нити па некој силен и јак притисок од странците. Значи ние го добиваме притисок како држава, зборам како луѓе во Македонија од разните фактори за да се го решат проблемот они побрзо. Викаат, дечки, чим вие така размислувате, ве охрабруваме, терете. Така да е, така. Ако им речеш не, веќе друга приказната, бараат друг начин или на преговарање во вие не знаат да речат не ни Ковачевски ни Заев. Замисли женски да беа. Уште у Холандија и уште у Амстердам и уште на улицата Црвени фенери. Црвени фенери, ама тука и зелените им се од другата Green District, бидејќи работат во тој бизнес, нели? Стварно се отидени не ја гледаат и позадината, не ја гледаат позадината која е за внесувањето на бугарите во уставот на Република Македонија. Тоа е анексија да не постоиме како држава да не окупира. Затоа што со внесување на бугарите ќе се отворат еден куп проблеми кои што ќе ни следат од нив повторно од бугарите. Значи Ти кажувам, значи он како малцинство, он ти вика како малцин. Не, тука има, види, може би не е дискутирана толку низ у медиуми, меѓутоа мислам дека и опозицијата и овако мора да се фокусираат на таа тема. Значи како малцинство ќе имаат право да бараат основно училиште на нивниот мајчин јазик. Ќе имаат право да бараат театар, бугарски театар. Ќе имаат право да бараат, не знам што, ќе имаат право да бараат пратеник у собрание. Ќе имаат право се. Абе јас би дал све, ама ти не. Ама што? Ама чекај, ај размисли малку дали би му дал све. Ќе ти го наметне, ти знаеш дека ако влезат у устав, дека ти треба да го менеш и календарот на празници. Знаеш дека они ќе ти побарат да го славиш 3 март, државниот празник нив и Сан Стефанска Бугарија како национален празник, ќе имаат апсолутно право да ти барат. И тоа со твои, со мои пари, како државни обврзници, да слава Сан Стефанска Бугарија. Да.
Ке Мислам, барат абе, тоа, и црковниот календар. Имаш- Тука не се мешам кај бивши комунисти што зборат за црквата. ама имаш ти милион работи кои што ќе ти ги те враќаат у екзархија. Ама најсмешната работа се што нема реципроцитет. Бугарите сакаат да не постоиме. Грците викаат, Точно. вие немате врска со античката историја, сте народ да посебен ваков таков. Македонци, ама само кај што живеат. Македонци како што викаат они, нели? Ама овие викаат да не постоиме. Иначе го видели најновниот моден тренд по пролете се на лето на СДСМ со оние елекчињана што ги носеа. Ти ми звониш мене. Ја ти звонам тебе по грешка. Сум те стиснал по грешка. Момент, дечки, Ваня ме бара на телефон. Да се чуеме. Дечки ме се отцрвени велици, ги видели? Гаси себе. Не се гаси, нече. А, така. По грешка сум те звонил. Ако Црвените елици. обично не дигам телефон. Ли? Знам, тоа ми е познато. Модниот тренд го видели црвените Да, бе, елици? црвени елици. Јас се сеќавам, малечок бев дете, прва асоциација на црвен елек и бела кошула ми беа конобарите во ресторанот Керемес у парк. Овезно истлека на едната страна, па со црвено елече, па со сите тие и друга работа нешто ќе тргаат се додат од врата на врата, така. Колку што ги разбрав. Колку што ги гледам, идат од нема Бодрум у Белграду. и на пристаниште Охрид. Па да, и гледам на Богданка Кузерска сцената на онака како Магазин за сокови нешто имаше, не знам што е. И таму им објаснува висока политика како Украина треба да се поддржи, нели да се заврши целата таа работа. Додека го пие кафето, додека му вле паѓа од главата таму кај шесетната. Абе Бог да чува, него што е најинтересна работа ване, еве сега во време овие до 13 степени или некој ладен период беше, а они планираат оваа цела акција да ја тераат до средина таму негде на мај месец, нели? Идејава им е. Ване за една недела кога ќе видат температурите 25, 17 степени. 23, Со оние лецине речи го со пердови. Како ќе изгледаат брат кога ќе се појават, а? Ќе ги осекаме на километри Да кога не ќе доаѓа. Да не си му кожа. Онака запутени, имаше една- заросени, може да видиш како ги изгледаат цаци. Мицкоски имаше една убава изјава, вика, луѓе, внимавајте, вика, низ улиците шетаат криминалци. Леле, пазете се. Да. Пазете се, вика, низ улиците шетаат криминалци. А тебе те подсеќаат на Кермес, мене ме подсеќаат на друго нешто. Мене ме подсеќаат на Титаник. Титаник. Да, на бродот Титаник, Така? кај што сите имаат елеци за спасување. Ама многу се издавија. И таму беше она песната на бугарката кај што пее Can Lee, Да. шуби дуби дау, Шуби-ду, да. Can Lee. Кога сме кај бугарите 9 сата ване треба да се одјавиме вечер, нели полекано сигурно. Па да не се одјавуваме ако Не, да се одјавиме со една честитка, може? Го честитам изборот на новиот председател. Не изборот на новиот. Не, изборот на новиот председател на бугарското собрание. Се развија музика, текст, аранжман, интерпретација неговото височество Богдан Илиевски. Богдан Илиевски во народот. Поздрав, како Богдане. Бетан. А ние ви закажуваме следва после великденските празници, посекуваме убави празници, убаво да си ги поминете расположени, релаксирани. Пазете со јајца, не гатете многу, ти стомакот може да го расипете, нели? Во домашна атмосфера со најблиските. Со најблиските, Так. а ние се слушаме наредната среда во исто време, на исто место. Поздрав од дежурната екипа која Ако не избркат умеѓу време. Па може. Од дежурната екипа, од господин Јордан, од господин Димитар, Александар Иване, ви честитаме великденски празници и се слушаме.